Се стишуваат ли веќе возбудата, емоциите поврзани со новата книга, иако спомна пред да влеземе во студио дека се уште не си, освен визуелно на компјутер, не си видел како изгледа во живо, мирисот на новото писмо не си го почувствувал? Да, мирисот на новото писмо се уште не дошол до мене, меѓутоа така оддалеку го сеќавам и не стивнуваат возбудата и чувствата, напротив сметам дека се наоѓам баш во кулминација, затоа што знам дека стихозбирката веќе е готова, отпечатена, се уште се наоѓа во печатницата, не дошла до мене, меѓутоа тоа ќе се случи многу набрзо. Меѓутоа ете задоволен сум што успеав да покрај сите други обврски, успеав да го најавам новото доаѓање, односно пристигањето на таа нова стихозбирка, која што се случи благодарение на Министерството за култура на Република Македонија, бидејќи се случи по пат на конкурс, повикот кој што го објавуваат тие, па ете годинава имав среќа, можам да кажам, таа да биде еден од многуте проекти кои што ги финансира Министерството за култура на Македонија. Издавач на оваа стихозбирка, и ти самата го кажа насловот, Мелодија на платно, е издавачката куќа Феникс од Скопје, која што исто така ми беше издавач и на претходната стихозбирка. Благодарност до нив, до целиот тим, Васко Петрески, Христо Петрески. Голема благодарност до рецензентот на мојата книга, професор доктор Ана Витанова Рингачева. Веќе кога почнав, морам да ги спомнам и сите оние кои што учествуваа во изработката, лекторот Фросина Крстеска Милева и секако особено сум задоволен од корицата за која што е виновна мојата драга колешка и пријателка Љупка Галаска Василев. Изработи прекрасна корица. Всушност корицата е по нејзина слика. Љупка ни е име кое што често го гледаме во поетските книги, во литературните изданија, и тоа колку е комплементарна всушност уметноста, поезијата, сликарството. Ете, уште кога сија наслови в книгата, бидејќи насловот сам го одбрав, некако веднаш пред очи ми се појави некоја од нејните слики. И кога таа користи и текстури всушност во своите дела, така што и кога ја прашав дали ќе добијам нејзина согласност за некој од нејзините слики, таа беше навистина воодушевена од идејата и без никакво размислување ми даде можност да одберам нешто од нејзините ликовни творби. Велиш кога го имаше пред себе насловот, ти дојде визуализација на нејзините дела. Но како ти во себе го визуализираше насловот? Затоа што честопати можеби една од потешките работи да се издвои, да се собере песните, да се поделат во циклуси ако се поделени, да се насловат. Ти беше ли тежок? Затоа што некогаш ракописот е тука, но како да се склопи во книга? Како одеше тој процес? Сметам дека тоа е еден од најтешките сегменти во издавањето на една книга, односно распоредот како да се направи, таа селекција како да се направи, која да биде прва, која да биде втора, кој да бидат во еден дел, кој во друг дел, значи некако тоа ми е како најтежок дел и секако во консултации со други луѓе околу мене кои што ми се блиски во секојдневието, а ја разбират поезијата, така ми помогна да направам некоја си селекција на песните и сметам дека се добро поделени. 40 песни содржи стихозбирката и насловот некако поделени се тематски, да речам, во некои така, ајде не строги циклуси, меѓутоа имаат некоја си целина.